Хендикепот треба да се симне на локално ниво со цел да се согледаат реалните проблеми и потреби на лицата кои се судираат со него, како и на нивните најблиски. Оваа година тргнавме од мртва точка, но има уште многу што треба да се направи овие лица да можат да ги остварат своите права и да имаат еднакви услови за живот како и останатите граѓани, беше истакнато на денешната панел дискусија на која се говореше за можностите од воспоставување на сервисни центри. Минимален, сигурен и квалитетен стандард кој ќе води кон достоинствен живот е она што го бараат овие лица. И покрај тоа што нашата држава е потписник на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, досега многу малку е направено тие права да се реализираат. Поразителни се резултатите од истражувањата кое ги направило Полио Плюс, а кој беше и организатор на денешната панел дискусија за условите кои ги имаат лицата со хендикеп во остварувањето на еднакви права на живот. Посветени сме да ги унапредиме нивните права, истакна на панел дискусијата министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Таа види отворање на повеќе сервисни центри за чија финансиска реализација ја спомена новата кредитна линија на Светската банка од наредната година. Оваа влада, рече Царовска, направи повеќе чекори, а како значаен ја спомена семејната пензија која ќе можат да остварат децата со хендикеп од своите родители. Лицата тука не само што ќе доаѓаат да се социјализираат, туку во ваквиот тип на центри треба да доаѓаат и сите други групи на граѓани, затоа што многу е важно да имаме општество кое што ги прифаќа лицата со различни видови на попречености, затоа што е многу лесно да ние ги однесеме во дневен центар и да тие останат таму. Не, туку напротив треба и лицата од дневниот центар да ги изнесеме во општеството, но и општеството да влезе во ваквите дневни центри. Да имаат заеднички активности со детските градинки, заеднички активности со старските домови, со пензионерските клубови, затоа што само така можеме да создадеме едно општество кое што има разбирање и е посветено на инклузија на сите групи на граѓани, независно дали се со атипичен развој или се со типичен развој, затоа што навистина ние само така може да изградиме една Македонија која што ги вклучува сите со цел да имаме подемократско општество и економски развиено општество. Заедно треба да направиме многу повеќе како во законски рамки, така и во менување на нашата свест, се со цел да им помогнеме на оваа категорија луѓе полесно да стигнат до она што можат да го направат, рече на панел дискусијата градоначалникот на општинава Илија Вановски. Секој може да го даде својот придонес и да помогне, а ние ќе се трудиме во рамките на нашите финансиски можности, но и помошта што ќе ја добиеме од меѓународната заедница да реализираме проекти со кои ќе можат да ги остварат своите права. Јовановски најави два проекти сензори за движење и изградба на базен за лица со хендикеп. Вакви центри се потребни за Република Македонија и за сите други сервисни услуги му стоиме на располагање на овие лица со хендикеп. И идните проекти што ни се на располагање, што се во тек, ќе покажеме дека чувствуваме општествена одговорност кон лицата со хендикеп и во наредниот период тоа ќе го направиме. Македонија е потписник на Конвенцијата на правата на лица со хендикеп. Нашата законска регулатива се усогласува со онаа на европската, но сепак на овој план е направено малку, рече во дискусијата пратеникот Хари Локвенец. Собранието на Република Македонија и во крајот на 2017-та и сега почетокот на 2018 година има направено измени на Законот за социјална заштита, кои подразбираат прво определување на дополнително лице за лицата со попреченост кои имаат потреба од такво нешто, а втората работа е овозможување да при купувањето на возило на лицата со попреченост државата субвенционира одредена сума не поголема од 180.000 денари. Што и да направиме, треба да бидеме искрени дека никогаш не е доволно од усогласување на законската регулатива, од овозможување на нови услуги и сервиси, како нашите пријатели, роднини, комшии, сограѓани, лица со попреченост би се чувствувале подеднакви и би ги имале сите можности кои ги нуди Република Македонија во секојдневниот општествен живот. Прашањата за лицата со хендикеп се поврзани со пари и политика, истакна Елена Кочовска, активист на Полио Плюс. Конвенцијата која Македонија ја потпиша има статус на устав, а досега не е спроведена, рече таа. Треба да се застане со дискриминацијата на овие луѓе, да им се овозможи пристап секаде каде што имаат потреба и да им се даде правото на избор. Имавме закон за градба, но во ниту една зграда во нашава држава не е направена соодветна рампа. Дискутиравме за тоа какви во основа сервиси за поддршка ни се потребни и како се треба да функционира во општина Прилеп за да имаме квалитетен живот, а како што ние и стално викаме,
направете ги сервисите, не правете ги сервисите за нас, направете ги за вас, а само така може да имаме достоинствен и праведен живот. Според истражувањата кое ги направило Полио Плюс, ниту една зграда на центрите за социјална работа нема соодветен пристап за лицата со хендикеп, а повеќе од половината немаат соодветен стручен кадар за работа со нив.